ако седнеме еден човек од минатото, 1917 година, и седнеме еден човек од денешна дата, 2017 година, и ставиме на завеса помеѓу нив. Значи да не се гледат. Само да знаат дека едниот е од таа година, другиот од денешно време. Ако тој што е од 1917 го прашува овој од 2017, прашања за општеството, за напредокот, за технологијата, за астрологија, за физика, без да го гледа, а од тој другиот од другата страна ги пребарува одговорите на интернет или на мобилен телефон, тогаш ќе речат колку човештвото напреднало за 100 години, колку луѓето сега знаат поиќе него што знаеме ние, кои што сме од минатото во последните 100 години. Но ако го земеме фактот дека на човекот од денешницата му го тргнеме телефонот, односно да не има пристап до овие информации, тогаш можеби на најосновните прашања човекот од денешницата ќе падне. Да речеме кое време се сади, кога изгрева сонцето, кои се природни феномени, да речам што луѓето од минатото го имале од искуство, а луѓето од денешницата го имаат од препорака или од прочитана информација негде. Тогаш ќе види колку како заедница, како човечки род можеби сме отишле малку поназад во таа социјална компонента и во таа компонента колку малку знаеме за светот што не обкружува. Токму со оваа парадигма од професор на Англиски универзитет на наедноставен начин го опишува влијанието на мобилните телефони и интернетот денес Ѓорѓи Рафајловски од Технолошкиот парк на Универзитетот на Југоисточна Европа. Мобилниот далечната 1973 година како концепт за прв пат ја здогледа светлината на денот. Од тогаш станува дел од нашето секојдневие. Истиот нуди неограничена листа на работи и со тоа представува алатка која секогаш може да помогне во доедуцирањето на еден човек. Придобивките околу користењето на смарт телефоните се неограничени. Така да денеска телефонот представува покрај возилото сопствено што го имаме, можеби највредниот дел од опремата што ја носиме со себе. Тој е еден мал процесор преку кој може да извршуваме безброј работи и во иднина верувам дека тие работи само ќе се прошируваат. Значи не е ограничена таа листа на работи што можеме да ги уживаме, да речем, од мобилниот телефон. Така да ако пред 10-15 години сме можеле само да се јавиме или да направиме повик со некој од далечина, денес мобилниот телефон заменува најмалце 50 апликации и други кои што во минатото биле неинтегриран дел на мобилните телефони. Например, можеме да се јавиме, можеме да комуницираме директно преку пораки, имаме видеото како камера, имаме фотоапарат на него, имаме подсетник, имаме мобилно или електронско банкарство преку кој можеме да плаќаме сметки или да видиме состојбата, но имаме и ред други алатки кои што денес се интегрален дел од мобилниот телефон. Например, 73% од луѓето што имаат мобилен телефон се будат со будилникот, односно алармот од мобилните телефони. Така да тој станува секојдневие на она што го имаме од утрото кога ќе се разбудиме до вечерта кога ќе легнеме. Финансиски трансакции, контролирање на уреди во домаќинството, поврзани со интернет. Ова се само дел од идните апликации кои ќе ни го олеснат секојдневието во иднина токму преку мобилните телефони. Моментално најактуелни се две теми во светските апликации, односно инвестирање во апликации, она што се произведува како апликација мобилна. А тоа се финтек и IoT. Финтек представува се она што е финансиски трансакции преку мобилните телефони. Така да, светскиот тренд оди на исфрлање на медиаторите, односно на посредиците во финансиските трансакции. Тоа се моментално банките, да речем, поголемите финансиски друштва. Така да, во иднина насоката ќе оди на тоа дека ќе можеме да си префрламе пари едни на други без посредство на банки. Ќе можеме да плаќаме директно без да користиме апликацијата на банката. Односно, секој ќе си има посебна сметка или посебна виртуелна сметка која што ќе може сите трансакции како физичко лице или како правно лице да ги прави кон другите ентитети преку одредена апликација. Така да во иднина ќе можеме преку ресторанот сметката да поделиме на сите 4 лица, ако седиме да речем 4 луѓе, пиеме кафенце во одреден ресторан. Еден да плати сметката, сите други веднаш истата секунда да дадат баш толку пари колку што треба за да се покрие
без да се ваѓаат физички парите од джеп, без да има реални опипливи средства. Така да дури и денес негде над 60-70% од парите се во виртуелна валута. Ги немаме физички ке нас во новчаник и во джеп. И тој свет на финтек има неограничени можности. Тој допрва сега се развива и допрва таму ќе има многу и идни апликации кои што ќе ни го олеснуваат животот секојдневно. IoT значи интегриран систем на сите апарати во домаќинството и на работа кои што се поврзани на интернет. Така да пред 5-10 години не сме можеле да замислиме дека можеме да запалиме бойлер дома, дека можеме да вклучиме машина од мобилниот телефон, дека можеме да подесиме температурата на собата да биде идеално спрема она што се нарекува наши потреби и наши желби, односно ќе можеме директно да им пристапиме на апаратите во домаќинството и во канцеларијата без да бидеме физички присатни таму. Ова исто така возможува и креирање на репорти, односно на повратни извештаи како работат апаратите во домаќинството или во индустријата или на работното место, кај што подоцна ќе можеме да ги анализираме и да видиме каде е проблемот, односно кој апарат како работи, дали не е енергетски ефикасен или не е енергетски ефикасен или треба подобрување во некој сегмент или друг. EduTech исто така е нов сегмент кој што има неограничени можности, односно сега веќе свесни сме дека големите едукативни алатки и системи во светот стануваат бесплатни или стануваат мобилни. Така да веќе можеме да најдеме безброј книги во електронска форма, во PDF, да речам, форма, кои што се бесплатни може да ги користат да се користат сегде, глобално, во цел свет. Податоците на глобалниот индекс на конкурентност на Светскиот економски форум покажуваат дека на 100 жители во Македонија има 108 телефонски претплатници. Најмногу мобилни телефони во регионот користат црногорците, каде на 100 жители има 178 претплатници. По нив следуваат бугарите и хрватите. Од регионот, србите и граѓаните на Босна и Херцеговина се во групата на оние што најмалку користат мобилни телефони, односно 73 претплатници на 100 жители, а во Босна и Херцеговина 89.